Две влади во Македонија, едната на Илинданска, другата на улица Филип II Македонски, број 11, во едната шеф Димитар Ковачевски, во другата Артан Груби и неговиот партиски лидер Али Ахмети. Оваа втората по потреба се претвори во партиски штаб на ДУИ, каде Ахмети, иако станува збор за државен орган, финансиран од пари на граѓаните, остварува и партиски средби, последната во средата со грчката амбасадорка Софија Филипиду, за која Ахмети се пофали на својот Facebook профил, но ова не е единствен пример каде Министерството на Груби служи во партиски цели. Просториите во строгиот центар на Скопје се користат и за разонода на функционерите на ДУИ. Во овие простории беше прославен и роденденот на Али Ахмети без почитување на протоколите во ек на пандемијата од COVID-19, зашто сите кои касна од лидерската торта добија казна по 20 евра. Ова не е единствен пример каде функционерите на ДУИ ги злоупотребуваат државните ресурси, речиси цело време во партиски цели се користат службените возила, пракса која често ја следат и министерот за надворешни работи Бујар Османи, а секако и првиот вице-премиер. Секретари партијës, zotri Kove. Ju uroj natë mirë, kalofshi mirë, bëndia më e fortë se kur. Natën e mirë. Сепак власта по се изгледа нема моќ да го спречи ова однесување на функционерите на ДУИ. Вице-премиерката за добро владење Славица Грковска единствено што може е да ги опомене. Ние изрековме опомена, значи нашиот пристап е прво врз основа на аргументите да постапиме, не добивме објаснување, изрековме опомена. И изрековме опомена исто така за министерот Бујар Османи, за министерот Нуредини. Исто така би рекла некоја морална опомена и укажување да се има предвид дека такви однесувања се недозволиви согласно етичкиот кодекс. Според многумина Министерството на Груби важи баш само за партиско на ДУИ. Таму се вдомени повеќе од 400 луѓе, а некои конкретни проекти нема. Таму главно се организирање прослави за кои многумина велат дека се само за промоција на Груби, Ахмети и нивната партија. Една од нив е онаа ланската за годишнината од рамковниот договор, кога водителката на настанот беше свиркана кога проговори на македонски јазик.